International Space Station би можело да продолжи со работа до 2032 година, 2 години подолго од досегашниот план. Ова е предвидено со новиот закон за авторизација на НАСА, кој го разгледува Американскиот Сенат. Целта на продолжувањето е да се избегне прекин во човечкото присуство во ниската земјина орбита и да се задржи лидерството на САД во вселенските истражувања, особено во конкуренција со Кина, која веќе управува со својата вселенска станица Tiangong Space Station. Во меѓувреме, НАСА работи на развој на нови комерцијални вселенски станици преку програмата Commercial LEO Destinations Program. Проекти развиваат компании како Blue Origin и Voyager Technologies, кои планираат нови орбитални станици во следната деценија. Според предлог законот, ISS ќе остане активна се додека не започне со работа барем една нова комерцијална станица, со што ќе се обезбеди континуирано човечко присуство во вселената. Dacia најави дека до 2030 година ќе представи 4 нови електрични модели, како дел од стратегијата за електрификација на својата понуда. Најголемо внимание привлекува новиот градски електричен автомобил со цена под 18.000 евра, кој ќе биде меѓу најдостапните EV модели на европскиот пазар. Новиот модел ќе се базира на платформата AMPR Small и ќе се произведува во фабриката во Ново Место, Словенија. Паралелно со него, компанијата работи и на уште 3 електрични модели, меѓу кои и електрична верзија на идната генерација на Dacia Sandero. Следната генерација на Sandero ќе биде достапна со повеќе типови погон: бензински, LPG, хибриден и целосно електричен. Од Renault Group, под чија капа функционира Dacia, очекуваат електрифицираните возила до крајот на деценијата да сочинуваат околу 2/3 од вкупната продажба на брендот.